Клинтон Осей во игра на местото на Гереро. Само да го видиме овој напад на Вардар. Јанкулов, Данев, одличен дриблер, Данев. Можеше да биде изненадување и така е. Каква грешка на Абдула и подарок, гол за Вардар. Нешто што можеш едноставно да го реши, да испрли топката во корнер. Абдула ја врати кон својот голман Јанков. Овој не беше спремен да реагира правовремено. Удар од аголот, ќе го изведе Ендрит Крстичи. Одлично беше изведено со глава Рамадани, без шанса на противничкиот голман уште еднаш да реагира. 25-та минута и еве сега како излезе ова ситуација од претходната грешка на фудбалите на Башкими. Биеше Ибраими, одбрани голманот Амир, заврши топката во корнер, но од корнерот изворена топка, погледнете од 5 метри. Тимот на Башкими во однос на домашните, што е многу ретко. Одиме сега со овој нов напад на домаќините, Ибраими. Тешка позиција да бие, одличен дриблинг, тројца се веќе покрај него, но Тамба еве го и 2-0. Еве колку малку му треба на Бесарт Ибраими, навлече тројца покрај него и се избори за асистенција. 53-та минута. Тоа е таа рутина за која што зборував и во првото полувреме. Едноставно влезени се во таков ритам фудбалите на Шкендија и од ништо буквално еве од првата акција кој не делуваше дека е толку опасна. Почна во трита. Еве добра шанса и да видиме ова беше обид со глава таму, дали Хаджичи бараат игра со рака, сега ќе има веројатно пенал. Имало игра со рака, подзаборавивме на таа ситуација. Хаджич го измаби противничкиот голман Амзаи и намалува на 2:1. Има време да стане интересен овој меч, 76-та минута е во тек. Одлична контрола на Алич. Мирчевски брз е, добар техничар, одличен дриблер. Мирчевски. Ефтимов центар шут и да видиме, еве гол! Каква убава брза акција на Силекс. Добар центар шут и тоа е предност 1:0. Хрванович. Мирчевски. Пиреш. Се отвори Донов и доби топка. Донов. Илија Донов, 24 годишен, дојде од Брегалница, Штип. И сега Ангелевски. Еве можност, 2:0. Алич. Каква убава акција на Силекс, 61 минута. 2:0. Точено му е потребен гол на Работнички. И еве сега можност, еве шанса, ќе има ли пенал? Не. Нема пенал за Работнички Калани, ќе видиме дали ќе има реакција и од ВАР собата и дали ќе има пенал за Работнички. И така е. Асани и Божиновски. Асани, 2:1, 79-та минута. Прв гол за Работнички. И сега еве можност и тоа е 3:1. Не вреди овој гол. На Матески се фаќа за главата, дали имаше офсайд. Останува 2:1.
Тоа е гол за Силекс. Гол за Силекс. 3:1. Муарем ја загуби оваа топка, Михаилов ја освои, да видиме длабиско додавање зад грб оваа топка. Да видиме добра шанса, 1:0. Погодок на Стојанов, имало офсајд. Младиот Стојанов скратен за погодок, ќе се провери. Иницијалната одлука е дека има офсајд. Прва вистинска акција, едно прекрасно давање зад грбот на одбраната на Шкупи, ќе го видиме тоа уште еднаш. Овде нема офсет. Овде е се чисто. Овде треба да е 1:0 за Брера. Веќе четврта минута како се проверува. 1:0. Апсолутно. Можеш ова да оди побрзо. Се жали сега некој на повреда. Имаше тука судар меѓу Радески и Мојсов, ако добро забележувам. Домашните очекуваат пенал од Тиквеш. Се убедени дека не е ова контакт за најстрога казна. Чека на знакот на судијата и може да го изведе пеналот. Компаоре сигурен. Струга 1, Тиквеш 0 од пенал. За Компаоре ова е Муњами Шабани, 200% шанси, реализација 0. И сега добро комбинира домашните. Еве шанса 2:0. Колку малку му треба на Компаоре. Бојан Илиевски. Еве акција која ветува Шабани. 200% шанси имаше и ке има 3:0. Радески. 79-та минута. Маријан Радески, 27-ми гол во кариерата во дресот на Струга. 85-ти прволигашки. И за Вардар, искусен играч. Значаен во тимот на Пелистер, но Арсимија и натаму во напад. Сега Сани продолжува по десна страна. Еве шанса и гол. Водат гостите, 66-та минута од надпреварот. И Басагич. Ова беше како награда за одличната игра на гостинската екипа во последните 20 минути. Пелистер некако застана од финишот на првото полувреме, па се до ова 66-та минута како шпиц Петковски. Ево сега Тодоровски изблокиран, добро таму се постави Игнатов. И еве чиста позиција Таипи, сам пред противничкиот гол, оди на дрибник и го постигнува вториот гол во 81-та минута. Да видиме сепак дали е тоа офсайд. Да, нема да важи голот. Нормално оставија акцијата да продолжи, имало неозволена позиција. Веројатно ќе видиме тоа од забавена снимка, но ове и да видим. Долго траеше проверката и сега е досуден гол. По можеби 3 минути проверка. Евентуално би го загрозиле противничкиот гол. Многу подобра реално игра на екипата на Арсими, која што сега повторно се обива преку Игнатов. Повторно добро проигрување тука за Бесагич. И 0:3. Не, Шефити е тоа. Шефити 0:3. Каква добра игра на Арсими во завршницата од надпреварот. И
ќе мора да анализираат длабоко што им се случува фудбалерите на Пелистар. Аво Битола, еднаш 3-0, еднаш 3-1. А сега, еве на минута до крајот на судиското надополнување, 0:3. И нова шанса сега Бесагејч за Игњатов и ова е 0:4, а ова е сега за длабока анализа, затоа што Пелистар и сите оние генерации фудбалери, тренери, се она што Битола го дала по фудбалот, заслужува оние кои што го представуваат клубот и во стручниот штаб и во играчкиот кадар